ве дружиме на лице место со Марија и Зоран Огненовски, председател на мотоклубот Вепар. Токму овој клуб го организира 8-то поред издание на бавна трка под мотото "Не е се во брзината". Марија, добро утро уште еднаш од утринската екипа. Денеска на лице место ќе најавиме мото трка која што се одржува во недел. Имено се одржува 8-то издание организирано од страна на мотоклуб Вепар. Денеска новинарката Марија на лице место е согласно облечена со денешната тема. Верувам дека ќе ве заинтересира и ќе го задржиме вашето внимание. Ово утро се наоѓаме заедно со мојот денешен гостин, господин Зоран, кој е председател на самиот клуб. Да му посакаме добро утро. Добро утро, поздрав до целата јавност. На самиот почеток веднаш ќе прашам по што се одликува ово 8 издание и по што е поразлично од минатите трки? Па, разлика нема многу голема, во секој случај. Ова е пак продолжуваме со нашата порака ради безбедноста на сообраќајот и ради посигурно возење понатака. Ради тоа е и наречена бавна трка. Бавна трка, која осма трка ни оваја и очекуваме дека и оваа година ќе има доста гости, доста заинтересирани за да покажеме мотокултура и развој на таа мотокултура. За сите оние кои што се заинтересирани, можеби ќе ги има во што поголем број, што е она кое што треба да го знаат, односно кои се оние посебни правила кои што треба да се почитуваат? Трката, значи, како секогаш, ќе почне оваа година ќе почне во 11 часот, ќе се одвие во 4 етапи, до 50 кубика, до 500 кубика, до 1000 кубика и над 1000 кубика. Учеството е задолжително кацига, опрема нормално и понатака добра забава и секако добрата забава е неизбежниот дел. Секако треба да се почитуваат овие правила, но каква е постапката за учество, односно сите оние кои што можеби не гледаат, а сакаат да учествуваат, како да бидат дел од трката? Па треба да имаат соодветна дозвола за моторното возило што го управуваат, значи кацига, реков, опрема, да се пријават најкасно до и онлайн може пријавување, да се пријават најкасно до 11, како беше, до 10:30. За да може да се направат списоци и да се одвива трката по редослед. Каде ќе се одвива трката? Каде може да се види тој спектакл, така да го наречеме? Трката ќе се одвива и оваа година во просториите на мотоклуб Вепар. Имавше желба да малце да прошириме оваа година, меѓутоа со оглед на овие ситуации сега малце безбедноста, па на истото место ќе биде организирано е, ќе има бенд, ќе има скаричка, така да ова не е само трка, ова е едно дружење. Поздрав до сите моторџи, поздрав до сите учесници во сообраќајот за да дадеме една порака дека еве почнува сезоната, веќе има и смртни случаи со мотоцикли што не разочарува многу, али да даеме некоја порака дека има адреналин исто и во спората трка и многу забава и уживање. Секако забава и уживање, но убаво напоменавте дека ќе има на некој начин оваа трка и едукативен карактер. Напоменавте дека се надевате дека оваа година навистина ќе има во што поголем број присутни, но како поминавте минатите години со оглед на тоа дека ова е 8 издание? Може ли да ги кажеме да ги слушнеме вашите впечатоци? Па, види, искрено ти кажам, ја не се сеќам на никоја трка затоа што е организација голема, многу гости се. Меѓутоа до сега се одвило све во најдобар ред и од безбедносни причини и од организацијски. Така да немало проблем до сега. Пораката е до сега доста прифатена, луѓето се заинтересирани и сами прашуваат кога ќе биде трката. Сепак мотото е дружба пред се. Да се надеваме дека ќе остане традиција и дека секоја година, дај Боже да зборуваме на оваа тема. Пред самиот крај ќе прашам и за некои карактеристики на мотоклубот Вепар, пошто се разликува од другите, со оглед на тоа дека станува збор за еден од најстарите клубови? Па не се разликуваме многу, ја мислам посебно, ака сите сме браќа, значи сега и ја формиравме асоциацијата
Тоа покажува дека ние функционираме како еден клуб, цела Македонија е како еден клуб. Секој клуб си има своја посебна, знаеш, како што си имаат по селата свој носи, свој обичаи, така и секој клуб си има свој обичаи, меѓутоа кога сме заедно сме многу сложни и сплотени. Од кога постои самиот клуб? Клубот постои преку 15 години, меѓутоа званично регистриран е све од 2015 година. Да се надеваме дека ќе обстои уште повеќе и повеќе. Ви благодарам многу за одвоеното време и за тоа што можевме да ја најавиме самата трка. Многу ви благодарам вас што телевизијата обрати паžња баш во овие моменти кога треба стварно многу да пазиме на собрајка и на све. Благодарам уште еднаш. Ова на некој начин е едукативна трка, односно трка од едукативен карактер. Уште еднаш ќе напоменаме дека ќе се одржи ова недела, така да сите оние кои што можеби се заинтересирани, пројавивме интерес кај вас овој разговор, слободно може да се пријават и да бидеме присутни на трката во што поголем број.